Добро вечер, започнува емисијата Православна ризница на Канал 8. Добро знаете, за оние кои не следат, дека веќе ги обработивме темите за создавањето на човекот, за создавањето на светот, за небесната црква, ангелите, архангелите. Вечера продолжуваме и обработуваме на интересна тема за ликот Христов. Тема која не е доволно обработена во Библијата, а ќе зборуваме со ѓакон Димитар Арсовски од Православниот храм Свети Великомаченик Ѓорги Кочани. Добро вечер, добро ни дојдовте повторно во емисијата Православна ризница. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Кажав јас во најавата дека зборуваме на интересна тема, ќе го објасниме ликот Христов. Да започнеме со името Христово, да кажеме што значи името Исус Христос. Најпрвин, само да кажам дека, нели, како што кажавте, обработивме повеќе теми историски гледано, нели, од создавањето на човекот, ангелите, небесната војска, и, нели, веднаш се префрлуваме на ликот и Христос, значи овде се создава еден вакуум, бидејќи сето она што би го зборувале, нели, за патриарсите, за пророците, би било само едно нафрлување на суви податоци кои што, нели, навистина и самите гледачи не можат да ги запомнат, па така доколку или сакат подобро да го осознаат тој историски континуитет, значи од создавањето на човекот па се до Христос, тие податоци се запишени во Светото писмо. Значи, како што кажавте, денес ќе позборуваме за второто лице од Светата Тројца, Бог Логосот, значи нашиот Господ и Спасител Исус Христос, кој што доаѓа на земјата. Нели знаеме дека Христос како Богочовек зема човечко тело, се воплотува на еден чудесен начин, начинот кој што ни опишан, нели, во Евангелијата, а во пратниците е познат како благовештение. Значи, Христос како и секој друго новороденче, како секој друго дете кое што, нели, живеело во еврејското поднебје и ги почитувало, нели, сите тие закони, правила, традиции и празници, нели, како што знаеме од археологијата, а и како што, нели, е запишено во Светото писмо, во 8-миот ден по раѓањето на сите новороденчиња им се дало името. Истото се случило, нели, со Христос, бидејќи без разлика на неговата Божја природа, сепак знаеме дека има и човечка природа, и за да ја запази неповредена и, нели, воедно да ги зачува законите, да ги запази законите кои што биле припишени, нели, и кои ги почитувале евреите како народ, во 8-миот ден се обрезува и го добива името Исус. Етимолошки гледано, самото име Исус доаѓа од еврејскиот збор Јахошуа, што значи Јахве е спасение, додека Христос значи помазаник. Самите овие две имења зборуваат за неговата спасителна мисија на земјата, бидејќи Христос, како што знаеме, е спасител на човешкиот род, спасител од смртта, спасител од гревот, додека терминот помазаник е еден символично представување, значи кога во староеврејската традиција, значи во јудаизмот постоел еден обичај, сите оние кои што биле, нели, прогласувани дали за цареви, дали за суди народни или за пророци, биле помазувани, односно врзнивната глава се посипувала со елеј, и затоа токму од таму доаѓа тој збор помазаник, што значи, нели, дека Христос е оној кој што е избран и на еден легитимен начин, нели, повикан за помазаник, односно му е дадена власт од Бога за да биде и пророк, и судија, нели, и учител на народот, од кој што, нели, родот произлегуваме ние христијаните. Значи, како што кажавме, името му е Христос, името му е Исус, што значи спасител, бидејќи самиот Исус тоа е, додека Христос е една придавка која што, нели, ја означува неговата власт која што е дадена од Бога. Добро, интересно е тоа да го знаат гледачите, за оние кои ги интересира, но малку податоци има во Библијата за животот на Исус Христос. Она што го знаеме од Светото писмо е благовештение, раѓање, патување за Египет, толкувањето на законот кога имал 12 години. Дали црквата има сознание за неговиот живот? Во една од претходните емисии, нели, зборувавме за Свето писмо и за Свето предание. Да. Значи сите оние работи кои што, нели, не се запишени во Светото писмо, а се зачувани во Светото предание и дошле до нас, ние ги знаеме, нели, и самиот Светиот апостол и евангелист Јован Богослов на крајот од своето евангелие
запишува дека многу работи има што не се запишани, бидејќи не би стигнали сите книги на земјата. А исто така, нели, кога би подлабоко би нурнали во тајните и во целата она евангелска наука и зошто, нели, токму евангелијата не се запишани сите, да речеме, моменти од Христовиот живот, туку оние побажите, ние буквално би дошле до едно сознание дека до кој народ, до која заедница е пратено евангелието и токму тие работи што би биле најпоучни, најкорисни за одредениот народ, нели, до кој што е пратено евангелието, се запишени додека другите се изоставени. Значи, точно е, факт е дека навистина Библијата не малку туку и воопшто не зборува за Христовиот живот, нели, за неговиот период од неговото раѓање до излегувањето на проповед во 30-та година, освен, нели, оние да речеме важни елементи кои што ги спомнавте, како што е благовештението, неговото раѓање, нели, поучувањето во над кога имал 12 години во синагогата. Но од светото предание имаме повеќе, да речеме, сознание за неговиот живот. Еве, например, во преданието е запишано, нели, откако Христос пребегнува во Египет, си има уште додека тој бил бебенце од, да речеме, не пол месец, веќе ги правил првите чуда. Значи, во преданието е запишан еден момент како додека, нели, бегале Христос со неговата мајка, нашата владичица Пресвета Богородица и неговиот татко Јосиф обручник, не би ги сретнало една група разбойници кои што сакале, нели, да ги ограбат и да ги убијат, но кога еден од разбойникот го видел младенецот и видел целата таа да речеме божествена убавина што имал Христос, се смирил над него и рекол ова мора да е некое Божјо создание, па е толку убаво и се восхитен од убавината на Христос како бебенец, нели, како младенец, тој ги поштедува, не ги ограбува и не ги погубува. За подоцна, како благодарение на, да речеме, на тој гест, токму тој разбойник кој што се восхитил на Христовото убавина е првиот жител во рајот. Значи, оној кој што бил распнат од десната страна на Христос. Исто така во преданието има запишано елементи, а тоа е всушност и пророштво, кое мислам дека беше кај пророкот Еремија, запишано кога влегле во Египет, кај старите египјани имало едно пророштво каде што се вели дека кога ќе дојде Бог на земјата, сите идоли ќе бидат скршени во египетските храмови. И тоа пророштво тие низ годините, можеби низ вековите, го чували и го чекале тој момент. И, нели, кога знаеме дека Христос, нели, пребегнува во Египет и кога поминувале покрај еден идолски храм, целиот храм почнал буквално само храмот, не целата земја, значи не станувало збор за земјотрес, туку почнал да се треси сите идоли, се разрушиле сами од себе, почнале да пукаат и, значи, египјаните кои што долго време, нели, го чувале тоа пророштво, ми се остварило и веќе имале представа тие дека Бог буквално дошол на земјата, нели, самиот Христос е второто лице од Светата Тројца, односно нашиот Бог. Се до, нели, до 30-та година Христос живеел најнормален живот, нели, како секој дете, со проткајане, со игра, со детска неврест, буквално растел како сите други деца, но светиот апостол и евангелист Лука забележува дека тој раснеше во мудроста и растеше во духот. Значи, иако бил како сите деца, единствената разлика што е имало од другите деца, нели, децата гледано колку може да бидат огревовени, но Христос го немал и тој, да речеме, невин детски грев. Значи, како второ лице од Светата Тројца, бидејќи, нели, во Божјата природа не постои гревот, Христос бил безгрешен. Но исто така бил и ги упатувал своите, нели, од неговата човечка природа, ги упатувал своите молитви кон Бога, живеел еден здрав, да речеме, религиозен живот, што сепак, нели, со ништо не се разликувал од своите деца, живеел нели, роден во Витлеем, оди во Египет, се враќа во Назарет, живее, како што сведочи Светото писмо, во семејство на дрводелец. Од Светото предание знаеме дека и тој како неговиот татко го изучувал и го познал дрводелскиот занет. Значи, буквално како секое друго дете, сиромашно, знаеме дека местата во кои што живеел Христос не биле места центар на, нели, тогашните светски збиднувања, раскрсница на трговија, на наука, на уметност, туку живеел наједноставен, најобичен живот, без да се разликува од сите
луѓе, значи буквално живее во семејство на сиромашни родители кои што не можеле да му пружат некое едуцирање за нели после да оние кои што сакаат да го оценат божеството на Христос да зборуваат дека тој е едуциран, дека е филозоф или нешто слично. Така, стигнавме до неговото школување, ќе зборуваме сега за неговото школување, колку бил едуциран, затоа што и од апостолите и од луѓето бил нарекуван учител, така ли? Да, значи тоа што бил нарекуван учителе, во тоа време во еврејската традиција сите оние кои што нели биле пророци ги нарекувале учители, бидејќи нивната задача била да ги поучуваат луѓето кон покаяние. Истото го прави и Христос, нели, бидејќи тој едно од неговите својства е пророчката. Освен нели првосвештеничката и пророчката. И токму затоа бил учителе, но не бил нарекуван учителе во смисла нели како што во старогрчката култура, во античката нели кога била експанзијата на филозофските школи, на филозофските учители нели кои што ги нарекувале учители поради нивните нели филозофски знаења. Христос немаме запазено нели податок дали бил школуван, дали одел на училиште, но нели и доколку одел, тоа би било нели како што претходно кажав, како сите нормални деца, бидејќи живеел далеко од големите книжевни центри, да речеме не посетувал некои катедри, немал дипломи од философски учители, но тоа не значи нели дека тој бил и апсолутно прост, бидејќи знаеме од светото предание дека бил писмен, знаел да чита, токму нели во светото писмо има еден податок кога нели мажите водат жена блудница која што била фатена во прелюба и кога сакале да го искушат и рекле што да правиме со неа, Христос почнал да нели во Библијата е запишано како Христос почнува да пишува со прстот во песокот. Значи од преданието ние знаеме дека Христос кога пишувал со прстот ги пишувал гревовите на луѓето кои што сакале да каменуваат блудницата, и кога луѓето прочитале што Христос напишал во песокот и нели на секој посебно ги напишал гревовите, тие се осознале дека не се без грев и токму затоа нели Христос и вели кој е без грев нека фрле камен, прв да фрли камен на неа, што нели ни кажува дека Христос бил писмен, а знаеме нели и како што сведочи светиот апостол Лука бил во синагогите, ги читал пророштата, значи е писмен, но без некој посебно да речеме филозофско или било каква друга световна едукација. Така, водел скромен живот заедно со неговите родители, каков бил неговиот социјален статус? Значи, како што кажавме, тој буквално живее во семејство на скромни родители, сиромашни, значи не изобилувал со некакви земни богатство, но живеел буквално најнормален живот, социализирал се, дружел, како нели секој нормален човек, бидејќи тој ја има нели човечката природа во себе. Така. Можеме во некои интернет портали да прочитаме дека е роден на 25.12, па дека не е роден на 25.12, дека е роден на Божик. Ајде да го објасниме малку тоа. Околу раѓањето на Исус Христос. Па да, тоа беше една, ја знам таа вест кога има дилема, можеби некој. Да, јасно. Дека некој професор од, мислам дека од Харвард, некако со методите на астрологијата, не знам, ги враќал звездите и дошол до сознание дека Христос не е роден на Божик и дека е роден некаде во месец март, и тоа од нели интернет порталите беше да речеме направи еден бум, како беше представена како еден скандал дека црквата цело време погрешно учи дека Христос е роден нели на Божик на 25 декември или на 7 јануари, да, по нов стил, и беше представено како, не знам, дека црквата лаже, повторно прави некаква конспирација. Значи, искрено не верувам во тоа дека, нели, сакајќи интернет порталите да дадат некој значение на одредена вест, зборуваат за некој професор, доколку станува збор за навистина професор, тој сигурно би прочитал дел од православната, односно и целата христијанска хератологија, која што буквално сведочи нели за раѓањето Христово. Ние црквата од секогаш знаела дека Христос нели не е роден на 25 декември или на 7 јануари. Но најпрви ваквото празнување, ќе се навратам нели на историјата на празникот за да им биде појасно на гледачите. Било празнувано со празникот Богојавление, нели кога моментот кога Христос нели е крштеван од страна на
светиот претеча Јован и кога излегува на проповед. И најпрвен до 4. век бил празнуван на тој ден. Веќе со откако за време на светиот и го раздиот Јован Златоуст се прави една реформација на нови празник и почнува да се слави на 25 декември. Ваквото празнување на овој празник не е случајно, бидејќи во тоа време постоел култ на Богот кон сонцето, кој што се славил на 25 декември, и се со цел да се истисне тој култ кој навистина во тоа време зел голем зафат, а нели знаеме и Христос дека метафориски и поетски нарекува сонце на правдата, токму раѓањето Христово е ставено на тој ден и нели со тек на време таквиот култ кон Богот на сонцето на паганскиот бог на сонцето да биде отфрен. На вистина е дека нели Христос не е роден во тој период, бидејќи доколку гледаме библиски нели има некои, да речеме, ситници кои што се воочливи и кои ни кажуваат дека Христос не е роден, бидејќи нели во тоа време кога се родил Христос имало нели први што го виделе неговото раѓање биле пастирите. Значи знаеме ние дека пастирите преку зимно време не ги водат нели животните на пасиштата, тука излегуваат напролет. Значи прв показател дека Христос е роден веќе во да речеме во рана пролет е тоа. Најважен и најнепобитен доказ е тоа што нели исто и како што пишува и во Светото писмо, во тоа време се вршил еден попис на луѓето нели кои што живееле во тие краишта и да речеме се најдени археолошки документи кои што биле укажуваат дека тој попис бил кон крајот на март, некаде од 25 по денешен календар до 30 март, што укажува дека Христос бил роден токму некаде во овој период од овие 5 дена. Некои теолози, нели, базирајќи се на некои своји податоци, има некои мислење дека е родил во јуни, некои велат дека е роден во мај, но најверодостојни и од страна на светите оци и да речеме од современите богослови кои што малку по научно пристапуваат на оваа проблематика е дека најверојатно е роден во период од 25 до 28 март. Значи тоа не е нешто скришно кое што црквата го крие, туку по самата причина, нели, поради одредени причини, празнувањето Христово е поместено, како што кажав, нели, за истиснување на еден култ кој што бил погубен, да не се задржувам за нели неговото значење и се што се правило во тој култ. Туку на вистина е тоа дека Христос не е роден на Божи, туку е роден, да речеме, во периодот од 25 до 30 март, гледано по денешен календар. Значи не станува збор за некаква завера, нели, оние кои што се, како да речеме, љубители на такви приказни со конспирации, овде гледаат дека, не знам, црковен скандал, што апсолутно нема врска. Значи тоа е запишано, тоа го знаеме ние на извековите, само нели немаме потреба толку јавно да го кажуваме, не станува збор за нешто скришно или како да кажем нешто контрадикторно што би ја сменило историјата и текот на црквата. Така. Терминот Богочовек го споменавте во првиот дел од емисијата. Ајде да го објасниме, да биде појасно. Значи ова е една догматска тема за која би сакал посебно да направиме некоја емисија, но тоа би го оставиле за понатаму малку, нели, да ги осознаеме основните тајни на верата. Значи знаеме дека Христос кога доаѓа на земјата, нели, бидејќи човечката природа која што имаме ние е помрачена и несовршена, а Божјата е совршена, и се јавила потреба да, нели, заради нашето спасение да се појави нешто помеѓу човечката и Божјата, нели, природа, и токму по Божјо допуштање и по Божјата премудрост, нели, второто лице од Светата Тројца, Синот, се воплотува и зема на себе човечка природа. Значи буквално во еден човек се и двете природи не се сливаат и ниту едната ја надминува другата природа. Значи тој е во исто време и Бог и во исто време и човек. Значи Христос затоа е наречен Богочовек. Ние тоа го знаеме. Некои да речеме православни секти ја истиснуваат, да речеме, човечката природа, некои истиснуваат Божјата природа, според некои, нели, Христос е само обичен човек кој што бил пророк, вдахнуван од Светиот Дух, според некој Христос е само вистински Бог, човечката форма му била привидна. Сите тие учења се осудени за време, нели, во текот на вселенските собори, бидејќи ние знаеме Христос
по него исто живел како секој човек, значи чувствувал глад, се хранел, нели во Библијата пишува дека постел, а исто така во Библијата е запишано нели дека Христос и плачел. Христос тоа кажува дека нели имал и човечка природа, кога бил распнат на крст, чувствувал болки, нели како секој нормален човек. Како нормален човек. Јасно. Но како Бог нели правил чуда, имал се знаење, се покорувал, нели. Мислам, треба да бидеме многу внимателни со оваа терминологија, бидејќи еден мал збор може да не воведе во ерес. Исто така, како што кажав, како Бог правил чуда, а знаел што ќе се случува, како Бог нели се симнува во адот, како Бог воскреснува, како Бог се вознесува. И затоа може слободно да се нарече Бог човек. Јасно. Имало некои обиди, нели, со игра на зборови, со игра на термини да се нели намали неговата божествена природа. Знаеме од историјата како Ари сакал нашата владичица мајка Богородица да нарекуваат Христородица. Таа навистина е Христородица, но доколку нарекуваме Христородица, тоа не упатува на тоа дека таа го родила Христос, а не дека го родил Бога. Но сето тоа било, да речеме, препознаено од тогашните свети отци и столбови на православната црква, и токму затоа на нашата владичица е даден епитетот Богородица, за да покажува дека го родила Бога. Да. Нели самиот епитет во исто време го содржи терминот Христородица. Значи, сите такви, да речеме, лукави, како да ги наречеме, сплетки кои што биле правени на христијанската вера, биле познавани од страна на светите отци благовремено. Добро, некои секти се обидуваат да ја сменат таа терминологија. Јасно. Луѓето да им објаснат нешто друго, да им представат нешто друго кое не е во согласност со учењето на црквата, така ли? Навистина, кога нели таквите луѓе учители, да ги речеме, ајде, во наводници, им пристапуваат на луѓето, обично пристапуваат на еден таков начин, и им цитираат цитати од Светото писмо, кое што е малку збунувачки. Знаат Библијата и така. Не ја знаат напамет, знаат одреден број на цитати, да не речем шаблонско знаење, но најпрвен кога нели пристапуваат, треба да се гледа преводот, во кој контекст е кажан. Значи има многу работи кои што треба да бидат извадени на маса за да се знае вистината, не само напразно набројување на цитати, бидејќи ако само тие не кажуваат цитати, ние би кажували цитати, би си играли како би бил буквално како пинг-понг. Ние ќе кажеме едно, тие кажат друго, но суштината ја губат. Битно е дека, нели, најбитно е дека Христос ни оставил еден начин на соединување со него, а тоа е светата тајна причест, кога ние го нели примаме неговото тело, неговата крв и Христос станува дел од нас и ние стануваме дел од него. Нешто што другите христијански, да речеме, конфесии го немаат. Така. На 30 години Христос излегол на проповед, така ли? Да. Требало ли до тогаш да се чека, зошто токму на 30 години излегол на проповед? Дали тогаш дојде времето за проповед или може би и порано? Значи, Христос во една прилика кога изборува на луѓето и на своите апостоли, вели, не дојдов да ги поништам законите, туку да ги надополнам. Како што не проповедал и при 30-та година? Значи проповедал, нели, на 12-та година, да. Со целиот свој живот бил еден вид проповед, но нели како што Христос кажал, не ги поништува законите, туку ги надополнува, значи исто како и сите други бил воведен во храмот во 40-тиот ден, обрезан и му е дадено името на 8-тиот ден, нели како што е еврејската традиција. И во тогашната еврејска традиција, значи 30-та година се сметала како една мерка, како едно мерило дека еден човек е интелектуално зрел. И токму на 30-та година сите оние кои што излегувале на пророчка проповед, излегувале после 30-та година заради нели нивната зрелост и мажественост. Па така и Христос, не дека нели имало некоја посебна потреба да се чека, по неговата премудрост и по неговото сезнаење знаел дека доколку би излегол порано нели на проповед, а Христос тоа можел да го направи, ќе биде обвинет од страна на еврејските учители кои што целиот негов живот е всушност проповед, така. Јасно, би бил обвинет дека еве не ги почитува законите кои што биле дадени од неговите предци, од татковците, и се со цел за да се избегнат таквите осудувања, а воедно и да се запази нели законот кој што бил. Христос го испочитува и тој закон и токму затоа излегува нели
во 30-та година од неговиот живот оди, нели, бива крштиван од страна на светиот Јован Крстител и претеча, кој што првиот, нели, после архангелот Гаврил, кој што благовестил дека, нели, ќе се роде Спасителот, светиот Јован Претеча и Крстител благовести за Христос дека, нели, вели, еве го јагнето на спасението, зборува отворено за него дека тој е тој избраниот Месија кој што ќе го спаси родот еврејски. Но, нели, евреите од подоцна знаеме дека се разочаруваат бидејќи тие чекале цар земен кој што ќе ослободи од робството, а не очекувале, нели, спасение, односно ослободување од робството на гревот. Па токму затоа евреите се уште живеат во Стариот Завет, бидејќи, нели, не го признаваат Христос за Месија. Тие се уште го чекаат ветениот Месија, додека за нас православните ветениот Месија дојде, беше распнат, не избави со неговата искупителна крв и, нели, го чекаме да дојде по вториот пат, новој пат во слава, со, нели, како што зборува Откровението, со глас, при глас на труба, во целата негова слава со сите ангели, а не како кога дојде, нели, првиот пат како сиромашно дете кое што беше родено во пештера, завиено во јасли меѓу животни, новој пат ќе дојде во слава како вистински Бог. Ѓакон Арсовски, мислам дека надополнивме од претходните емисии за она што е ликот Христов, објаснивме за неговиот социјален статус, за неговите проповеди, за тоа кога е роден и така натаму. Верувам дека и понатаму ќе се работуваме повторно, ќе бидете наш гостин, има за што да се зборува и за теми од православната вера. Навистина, доколку на православието би се гледало како на наука, нели, знаеме дека тоа е жива вера, има, тоа представува еден океан од податоци, еден океан од наука, еден океан од знаења, за кој што навистина би требало повеќе време да се одвои, повеќе, нели, поголем термин, се со цел тајните на, да речеме, богословието да им бидат подостапни на нашите верници. Сега се уште зборуваме за оној, да речеме, историски континуитет од Христовата црква, а понатаму ќе позборуваме за некои теми од пред се од догматски карактер, ќе позборуваме за некои теми од етички карактер и, нели, современите проблеми со кои што сега се бори и се, слава му на Бога, се справува црквата. Благодарам уште еднаш. Почитувани, тука ја завршуваме православна ризница. Наш вечерашен гостин беше ѓакон Димитар Арсовски од православниот храм Свети великомаченик Ѓорги. А веќе следната емисија, следниот понеделник, наш гостин ќе биде архимандритот на Лесновскиот манастир, отец Дамаскин. Довидување до следниот понеделник.